Четврток, 4 април, кратки вести во 12 часот. Започна изборната кампања за председателските избори што ќе трае 20 дена. Поддршка од граѓаните бараат 7 кандидати. Актуелниот председател Стево Пендаровски како кандидат поддржан од СДСМ, Гордана Слјанска-Давкова со поддршка од ВМРО-ДПМН, Билјана Ванковска од Левица, Арбен Таравари од коалицијата Вреди, Бујар Османи од коалицијата Европски фронт, Стевче Јакимовски од Гром и Максим Димитриевски од Движењето Знам за наша Македонија. Оној кој ќе ја добие довербата од Вила Водно во текот на следните 5 години ќе извршува функцијата шеф на државата. Првиот круг од председателските избори ќе се одржи на 24 април, а вториот на 8 мај заедно со парламентарните избори. Министерството за внатрешни работи организира фотографирање за лични документи без закажан термин во подрачните канцеларии за управни работи низ државата за граѓаните кои наполниле 18 години, а немаат никаков биометриски документ, ниту лична карта, ниту пасош. Фотографирањето ќе се реализира во сабота 6 април во периодот од 8 до 15 часот. Целта е навремено да им биде изработен личниот документ за да можат да го остварат своето право на глас на предстојните избори. Во сабота 6 април во спортско-рекреативниот центар Билјанини извори ќе се одржи третото издание на турнирот Охрид Open 2024 во олимписко теквондо во организација на теквондо клубот Хваранг Фистот Охрид. Покрај од Македонија ќе има и надпреварувачи од соседните земји, а гостини на годинашниот турнир ќе биде нашиот олимписки медалист Дејан Ѓоргиевски, Ангела Ѓоргиевска и Стефан Јосифовски од организациониот одбор во интервју за Супер радио истакнаа дека расте интересот за учество на турнирот, па годинава очекуваат околу 300 надпреварувачи. Времето денес сончево со мала до умерена локална облачност, дува слаб до умерен северозападен ветер, максималната температура во Охрид до 19 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик, технички реализатор Реджеп Селман.